Добре дојде за мојот гостин Насер Селмани, председател на Сдруженијето на новинарите на Македонија. Имавме вчера протест после заканите за убиство, за ликвидација, не само кон тебе, Насер, туку и кон твоето семејство, од страна на братот на Беки Расани. Беки Расани е висок функционер на ДУИ. И денешната всушност вест, најновата вест е дека обвинителството сепак ќе покрене постапка. Кои може да бидат тие членови? Значи, за загрижување на сигурноста по член 144, загрозување на сигурност, од Кривичниот законник 144, член 386, тоа е веќе за насилство. После колку време обвинителството сепак се одлучи и дали протестот беше тригерот, иницијалната каписла всушност кога реши дека треба да се покрене постапка за Асани? Мислам дека клучно беше протестот, затоа што излегувањето на протест, и тоа и вчера го кажав, не беше единствената причина заканите кон мене да излеземе на протест, затоа што ова има некоја предисторија. Ја постојано од колегите добивав информации дека постојано некој им се јавува на телефон, дека постојано некој ги вознемирува, ги навредуваат на Facebook. Което е некој, не разбирам. Па луѓето од власта, се разбира. Меѓутоа, од коалицијата? Се работи и за СДСМ, и за ДУИ? И ДУИ. Добра, кои се тие луѓе на кои се жалат колегите? Значи, тоа се високи државни функционери во владата, по министерствата, луѓе кои што не разбираат дека на тој начин не смеат да комуницираат со дека тоа е класичен притисок. Дека тоа е класичен притисок и тоа не е нормално во некоја слободна земја каква што ни ја ветува. Да. И ја на последната јавна дебата сакав, мислев дека ќе бидам разбран, но очигледно луѓето не разбираат кога меѓу редови им праќаш порака. На кои луѓе? На владата, на луѓето од владата, на министерот за транспарентност, таму на јавна дебата реков дека не треба да бидат толку сензитивни на јавна критика. И мислев дека со тоа се разбравме дека не смеат после секоја објавување на некоја критика за работата на владата, дека ќе кренат телефони и ќе ги дисциплинираат моите колеги колку се биле неуки што пишуваат нешто, дека ги извртуваат фактите и не знам што. И тоа е начин како се идејата е да се создаде амбиент на несигурност на новинарите. Да се осеќа дека тие постојано после секој објавен текст тие ќе бидат изложени, некој да те мртвари на телефон пола сада. И токму и така се раѓа и автоцензурата, се разбира. Апсолутно. И мислам дека тоа е целта. Ова со мојата приказна е веќе, и затоа реков дека ја прелее чашата. Добро. Мислам дека после се надевам, сакам да верувам дека луѓето од владата сфаќаат дека во Македонија има новинари кои што ако продолжат да ги притискат, дека тоа нема да го сокријат од јавноста. И мислам дека сега е клучниот момент кога треба убаво да се преиспитат и да сфаќат дека во Македонија има професионални новинари кои на никого не се плашат затоа што се свесни дека нивната професија ја вршат професионално и одговорно. Во интерес ние отчет даваме само пред нашите читатели и гледачи на јавноста. На овие од власта, ако нашето работење не им се допаѓа, во нормални демократски земји има начини како имаме меканизми. И ја ги повикувам да ги искористат тие меканизми. Ако некој пренесува приказни без факти, нека се јават тие. Замислите, кажете ми еден пример кога владата има свикана конференција, пресконференција, или некој министер, медиумите не отишле тамо да го покријат тоа. Ако некој новинар објавува нешто што не е подкрепено со факти, нека повелат, нека излезат јавно и нека ги демантираат тие наводи. Вака се функционира во демократија, а не да се фатите за телефон и да се заканувате на луѓето или да ги мртварите, пошто и тоа е еден начин ако им кажувате дека не знаат да пишуваат, дека се неуки, дека се неписмени, дека не објавуваат непроверени информации. Па ако сакаат
да ја тестираат нашата професионалност. Еве бујрум на јавна сцена ќе расправаме и ќе видиме колку ние сме професионални или не сме професионални. Меѓутоа никако да посегнат по закани и притисоци. И добро. тоа мислам дека сега е моментот кога луѓето во највисоките функционери во владата, од премиерот до министрите и лидерите на коалиционите партнери, мора да сватат дека веќе притисок врз новинари и закани нема да применуваат. Ова мора да биде нова ера за државата во смисол на мислам дека ние имаме право да очекуваме затоа што ова нова влада не убедуваше дека како беше максимата никогаш повеќе. Сега бараме само таа максима да ја спроведат. Никогаш повеќе притисоци и закани против новинари. Да, добро. Ајде околу веќе ги спомна Насер функционерите државни и службениците кои беа на вчерашниот протест. Имаше дебата, особено на социјалните мрежи. Фејсбук е секогаш подложен добар медиум за дебата, за демократска дебата и некои од особено новинарите, јавните личности, сметаат дека таму не им било местото. Но јас би го цитирала Роберт Поповски, тој сепак гарантираше, јас така го разбрав, гарантираше дека повторно нема да се случи ваков тип на насилство, на кој ти му кажа да си ги врзете кучињата, тие се дел од вашата коалиција. Видите, ја не сум толку наивен, не знам, може би оставам впечаток на луѓето дека сум наивен, меѓутоа некој да ми кажува приказка дека тие луѓе, знаете, ние не можеме да ги контролираме. Ја како граѓани на ова држава, данок плаќам на ова влада и таа влада за мене не е поделена на два дела. Ја таа влада ја гледам како една, без разлика кој е све внатре. И одговорност на таа влада, на тој премиер, на тој министер за полиција, е мене да ми обезбеди безбедност и сигурност. И ја безбедност и сигурност не барам од Али Ахмети, затоа што тој е пратеник, мислам, и лидер на една партија. Ја данок плаќам на Зоран Заев и на Оливер Спасовски. И тие треба мене да ми обезбедат полициска заштита. Во случајот полициска амбиент заштита, во кој ја нема амбиент. на кој ќе му текне да ми се јавува и да ми се заканува мене и на моите. Што стана со полициската заштита на Оливер Спасовски? Видите, ја искрено мислам дека ја повторно знаете, зошто ја пријавив во полиција? Немојте да мислите дека навистина толку се исплашив па да мислам дека некој може да ме убие, сега никогаш тоа не може да се исклучи. Меѓутоа ја отидов во полиција за да се алармира јавност. Да се преземат мерки конечно. Затоа и ние први не објавивме, затоа што јас сакав да оставам трага во полиција, да им кажам луѓе, има такви луѓе во оваа земја кои што мене ми се закануваат. Вие сте полиција и вие треба мене да ме заштитите. Во најмала рака да знаете, да имате трага, дека ако мене нешто утре ми се случува, да знаете дека имало некава предисторија. И да знаете од кај треба да започнете истрагата. Меѓутоа, и таа информација ја споделивме и со меѓународната заедница. Излезе господинот Дезири, сметаше и мислам дека, верувајте, меѓународната заедница беше многу загрижена, затоа што вака ми беше пренесено. Насер, ние знаеме дека ти можеби не даваш толку значај на тој инцидент, меѓутоа ние веќе немаме право како Европа, како демократски свет. После тоа што ни се случи во Малта и Словачка, овие инциденти да ги занемариме. Веќе нема занемарување. Мора да ги отвориме очите сериозно и да не дозволиме на тлото на Европа да има уште еден трагичен крај на некој новинар. И мислам дека имаат право. Сега, знаете како, приказната, зошто ние бевме на некој начин незадоволни? Затоа што од сабота до вчера беше вторник. Значи, полицијата не може, знаете како, полицијата очигледно си ја заврши работата во тој дел каде што ги идентификуваше луѓето, отиде дома, ги предупреди, поднесе предлог до обвинителот и обвинителот истиот ден им рече не овде не гледала закана. Сега истиот обвинител мисли вика дојдете ќе дадете исказ. Кој е обвинител? Спасенка, мислам. Добре.
И тука мора да направиме едно појаснување. Не може некој да се крие зад обвинителството, затоа што државниот обвинител е избран по предлог на владата. Ја не велам дека тој е човек на владата, меѓутоа тој е дел од извршната власт. И не може некој да ми каже од владата дека тие не можат да побарат од обвинителот овој случај. Добро, не е дел од извршната власт. Да, меѓутоа е дел но бил предлог на извршната власт. Е предлог на извршната власт, е избран од парламентарното мнозинство. И ја нив ги гледам како тим во напорите за спроведување на законот. Тука нема тоа, ама ние не сме криви, криве е обвинителството. Тука нема оправдување. Да. И мислам дека тие мора и во иднина, затоа што ние истиот проблем го имаме и со другите примери на напади против новинари. МВР и обвинителството си играат пинг-понг. Овој барал некој документ, овој не го доставува и цело време ама ние баравме документот, па овие не може да го најдат, па оригиналот, па печатот. Мислам луѓе, предлог, ама видите, на вистина е многу е несериозно една истрага против напад на новинар да се развлече со тоа документите биле оригинал, не биле оригинал, биле со печат, биле без печат. Мислам дека очигледно дека тука луѓето во институциите не сваќаат што значи напад на новинар. Тие не разбираат дека замолчување на новинарите и медиумите значи убивање на демократијата. Ако вие ги замолчувате новинарите, ја замолчувате јавноста, луѓе. Овие не разбираат дека демократијата е можност луѓето да партиципираат во политичкиот процес. Овие мислат дека луѓето гласаат на избори и треба да одат дома и 4 години да чекат. Како не е така, луѓето имаат право и откако ќе дадат глас на некој, имаат право да знаат како тие избрани луѓе ја практицираат власта, како ги трошат нивните и на тој начин всушност да донесуваат одлуки, ама има и контрола. Контрола. Да, добро, ајде со Бекир Асани имаше ти вчера некакво интервју на радиоемисија, косовска радиоемисија, откако денеска. А откако имаше интервју Бекир Асани во Мактел и те нарече Копиле и дно, и тоа беше всушност и лајт мотивот на нашиот протест. И сега околу емисијата со Бекир Асани. Тоа беше некоја дебата на која... Не, мене ми се јавија колеги од Косово, ми вика дали може, го знаеме вашиот случај, дали може да ве вклучиме во програмата. Ја немам причина зашто да не партиципираш. Да не партиципирам. Не ми кажа дека на линија били Асани. И кога ја почнав да зборам, овие ми вели дека на другата линија го имаме и нека да се соочите. Апсолутно. И човекот очигледно сваќа дека направил нешто што не треба да направи. Не знам дали се кае, рече дека ова што се случи не требаше да се случи. Се извини, изрази жалење? Не се извини, рече дека ова што се случи не требаше да се случи, сваќа дека не знам. Ја мислам дека човекот во ситуацијата беше искористен како инструмент да во раците на некој, ја не знам, тој е возрастен човек, треба да застане и да смисли кој во ситуација го искористи, го фрли во оган. Мислам дека тој, кога убаво ќе размисли, ќе знае кој го внесе со мене во пресметка без да има никаква причина. Затоа што луѓето мора да сватат. Луѓе со носители на јавни функции мора да бидат да издржуваат критика. Ако луѓето не сака да некој ги критикува, да ги повикува, да ги многу едноставно, нека си поднесат оставка. Нека се повлечат од јавните функции. Нека се бават со приватен бизнис, верувај. Па и тогаш би подлегнале на окото на јавноста. Да, меѓутоа не вака интензивно, како што се во партија, во политика, во влада. Значи, тие мора да разберат дека некогаш може и да бидат и навредувани. Ама тоа не значи дека треба да излезат и одма да се фатат Нека се информираат за процесите во Страсбург, за кога рече навредени и за сите текстови кои низ годините во историјата всушност на медиумите и на Страсбуршкиот суд се водале постапки каде новинари и навредувале и критикувале и ги добивале процесите и покрај тужбите. Па има многу, има и стотина
како се вика, предмети каде што Европскиот суд за човекови права, особено кога тужат јавни личности, прагот на толеранцијата е многу голем. И тие мора да издржат. Например, јас знам еден случај кога во Турција новинар коњ го нарекува Ердоган. Европскиот суд го враќа, вели, господине, вие сте премиер на таа држава. И вие мора да се соочите со ова, да излезете јавно, да се на некој начин да покажувате дека вашите одлуки не се одлуки на некој човек кој што нема мозок, него се смислени, дека имате некоја визија што правите. Меѓутоа, тоа не значи дека треба да одите на суд па да ги заштитувате вашите интереси. Него не е јавна дебата тоа да ги соочите аргументите со оние кои што мислат дека вие сте коњ. Да. Значи, особено со тие. Да. Има многу такви примери. И тој не завршува во затвор? Секако не, човекот е ослободен. Да. Така да, затоа велам, носители на јавни функции, ако мислат дека некој новинар, граѓанин, кажува нешто што според нив не е така, имаат можност на јавна сцена да ги спротивстават аргументите, а не да се јавуваат, да се закануваат или да ги навредуваат новинарите. Нека повелат на јавна сцена. Многу едноставно. Има факти, нема факти. Ако нема факти, срам на тој новинар што објавува текстови, јавноста ќе ги осудува тие новинари. Например, ја лично бев, знам, многу колеги кои ми имаа забелешки затоа што некои луѓе кои што сака да бидат дел од таа новинарска заедница не се однесуваат според сметаат дека не почитуваат новинарска етика и не се однесуваат согласно тој кодекс. И мојот пристап беше поинако. Викам, луѓе, не ние да се дистанцираме од нив. Тие ќе дојде моментот еден по еден ќе се дистанцираат. Не, добро, но улогата на Советот на етика, улогата на ЗНМ, на Сдруженијето е всушност да работи и да ги селектира на тој начин новинарите, секој да инициира, апсолутно, секое непрофесионално однесување, Советот на честа на ЗНМ и Советот за етика треба јавно да ги осудат таквите однесувања. Меѓутоа, еве, например, еден случајот со медиумот кој што му даде можност на Беки Расани на безобразен начин да ме навредува. Секоја чест. Човекот сам покажа дека не припаѓа на ова заедница. Добре. Не само затоа што не се почувствува, затоа што тој имаше обврска кога новинар, тоа е новинарската солидарност. Кога некој навредува друг новинар, треба да му рече извинете, ама да реагира и Советот за етика. Тој не само што не го прекина, него и се смееше. Каков новинар е тој? Затоа и велам Советот за етика требаше. Ама сами луѓе се видите, не ние да се дистанцираме од нив. Тие се дистанцира од нас. И со време верувајте дека тие луѓе кои што очигледно влегува во новинарството, ама не со такви намери, ќе се прочистат, верувајте. Затоа што јавноста, ние ја подценуваме јавноста. Јавноста многу добро знае дали јас сум копил или не сум копил. Ме знае и мене, го знаат и Беки Расани. И немојте да мислите дека ако некој ве навредува, дека направил голема работа, пошто луѓето од прилика знаат кој е кој. Меѓутоа, ние реагираме за тоа што на тој начин не смеат да се однесуваат кон новинари, затоа што тоа е форма на притисок. Ако ние велиме дека слободата на говор во Македонија е гарантирано, тогаш повелете, институциите имаат обврска тоа на дело да го демонстрираат, а не само да речете ние правиме се, ама еве човекот не слуша, уште се заканува. Тоа не е оправдување. Недопустиво. Апсолутно. Добро, јас ти благодарам, Насер. Благодарам за можноста.